Подмолен и кукавички напад врз цивили. Меѓународната заедница излезе со остри реакции по рускиот напад врз украинскиот град Суми, во кој загинаа најмалку 32 луѓе, а речиси 100 се повредени. Францускиот претседател Емануел Макрон ја обвини Русија за очигледно непочитување на човечките животи, меѓународното право и дипломатските напори на претседателот Трамп. Потребни се силни мерки за да се наметне прекин на огнот врз Русија, рече тој. Опишувајќи го нападот како варварски, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен истакна Русија беше и останува агресор во очигледно кршење на меѓународното право. Итно се потребни силни мерки за да се наметне прекин на огнот. Британскиот премиер Кир Стармер изјави дека е згрозен од нападот врз Суми, додека германскиот канцелар Шолц изјави дека ваквите руски напади покажуваат што значи наводната желба на Русија за мир. Американскиот претседател Доналд Трамп го опиша ракетниот напад во Суми како ужасен, но не ја осуди експлицитно Русија. Мислам дека е ужасно. Бев информиран дека направиле грешка, но мислам дека е тоа ужасна работа. Нападот доаѓа во време кога Соединетите американски држави, најсилниот воен сојузник на Украина, се обидуваат да стават крај на војната, која влезе во 4-та година. Специјалниот пратеник на Трамп за Украина, пензионираниот генерал подполковник Кит Келог, рече дека нападот ја преминал секоја граница на пристојност. Официјална Москва нема коментар за нападот и од Кремљ само порачуваат дека Русија не таргетира цивилни цели. Претходен руски ракетен напад на 4 април уби 20 и повреди 61 човек во градот Криви Риг. Тогаш Руското министерство за одбрана соопшти дека целта била состанок на командири на единици западни инструктори во ресторан, но не беа обезбедени и докази за тие тврдења.